Востанија и борби на патот кон слободата. Пред 31 година Македонија стана независна држава, но и после толку години повторно се водат борби за да се зачува независноста и самостојноста, но сега негацијата е на македонскиот народ, идентитет, јазик, историја и култура. По повод денешниот празник има отворен ден за граѓаните и бесплатна посета на музеи, галерии, ликовни салони. Во програмата за 8 септември 2022, објавена од страна на владата на Македонија, само пишува отворен ден за сите граѓани низ целата држава, а за која држава станува збор и која држава слави 31 година независност, не пишува нигде. Ниту пак го има македонското знаме или каков било символ. Мотото обединети во слободата стои само испишано на хартија. Од тука и прашањето дали Македонија се уште е далеко од обединета и слободна држава. После векови постоења доживеа да биде негирана, погазена и да се бори за сопствениот јазик и историја. Минатата година за јубилеот 30 години независна Македонија повторно владата со својата илустрација налути дел од јавноста и историчарите, кога македонското сумкрако сонце стана сонце со 12 краци. Според тоа владино лого Македонија славеше како Северна, пишуваше 30 МК, а долу Северна Македонија, иако Северна постои од 2019 година. Без оглед на се, граѓаните денеска беа заинтересирани да видат што се нуди во македонските музеи и галерии. Музеј е доста посетен во овој период. И од нашата држава и од странство. Цело Сабајле малце турбулентно. Благодарам на вас. Како си поменуваме, еве сега излеговме тука, разбравме дека бесплатно е ова да се разгледа музејот, па дојдовме да видиме. Па решивме денеска да ги посетиме музеите, беа отворени за сите, посебно со Керкичката мала. Овој е баш интересен музеј и повеќе пати во годината го посетуваме. Фамилиарно на прошетка со сопругата, внукот, Керкичката и посетиме овие убави места. За кога во слободно време имаме можности, секако вреди да се посетат. Во рамките на прославата оваа година во градскиот парк се одржа манифестација која вклучува програма за деца, со учество на театарот за деца и младинци, пошто следеа тактичко показни вежби на единиците на армијата и на Министерството за внатрешни работи.